Дали знаете дека со реформите во фискалната сфера, направени од кралот Филип Пети, било дозволено повеќе градови и области да коват своји монети? Такво право добил и градот Лихнит. Многу градови од тоа време со дозвола ги користеле рудниците и ковале монети. На нив вообичаен е надписот Македонин и името на областа. Само во случајот на Охрид стои името на градот. Овие бронзени монети со името на градот, Лихни Дион, биле ковани во периодот помеѓу 187 и 171 година пред нашата ера. На версот на монетите е представен македонски штит, а на реверсот е представата на преден дел од кораб. Откриени се во Охридската тврдина и представуваат единствен таков примерок на овие простори. Во нумизматската колекција на музеот во Охрид се чуваат 4 примероци на монети ковани во градот Лихнит. Дали знаете дека иконата Свети Христо Носец од 19 век се наоѓа во завод и музеј Прилеп? Според една легенда што се раскажува, Исус Христос некогаш поминувал покрај некоја река, но не можел да ја помине реката. Во близината живеело некое канибално племе со кучешки глави. Некој од селото го пренесол и бил наречен Христо Носец. Се работи за единствена таква икона досега на територијата на Македонија. Во листата на празници на 22 мај е запишан празникот во чест на светиот маченик Христофор, кој е опишан како голем чудотворец, особено почитуван во Шпанија, кој настрадал за Христос во 249 година. Народот најмногу му се моли за заштита од заразни болести и помори.